Општина Струмица наостро ги демонтира обвинувањата на советничката група на ВМРО ДПМН дека зад протестот на граѓанскиот сектор против барокот на Груевски во Струмица стои градоначалникот Зоран Заев и поради тоа бара јавно извинување. Советниците на ВМРО ДПМН уште еднаш ја излажаа јавноста. Нивната влада не гради објект во Струмица, таа и не направила такво нешто до сега, туку реконструира објект кој прво го остави да се распаѓа цели 5 години, за сега да вложува 1,1 милион евра народни пари во него. И каде беа советниците на ВМРО ДПМН кога реагираа граѓаните за пропаѓањето на објектот? Немо молчеа 5 години, а денеска ја замајуваат јавноста со нивните лаги. И во чие име реагираат, што се тие советници, влада, членови на ВМРО ДПМН. И уште нешто, ако објектот е од големо значење за граѓаните и компаниите, како што велат, зошто владата го остави 5 години да пропаѓа и да стане дувло во централното градско подрачје? Како тоа сега наеднаш стана многу значаен објект. Советници од ВМРО ДПМН. Вчера без срам рековте дека доколку Заев беше нормален градоначалник и излезеше да се заблагодари. Колку ниско од ваша страна. Да беше ова навистина нов објект на владата, градоначалникот Заев има доблест и ќе се заблагодареше. Но имате ли вие доблест да ги извадите розовите очила и да видите дека не е се така нормално околу вас, како што ви кажува вашиот премиер? Имате ли доблест да ги посетите неисчистените речни корита и канали и да ја кажете на вашата влада, оти со години ги лажете луѓето, а се уште не сте исчистиле ниту 1 метар во општина Струмица? Стои во реакцијата на општината на пресконференцијата на советничката група на ВМРО ДПМН за и околу барокот на поранешната полициска зграда во Струмица.